Прашања што водат до рефлексија. Прашањата то водат до рефлексија се структурирани прашања или изјави дизајнирани за да поттикнат длабоко размислување за вашите искуства, емоции и мисли. Овие прашања помагаат во олеснување на самоанализата, помагајќи им на луѓето да ги обработат и разберат своите чувства и реакции при различни ситуации. Во контекст на терапевтските вежби како активноста Storyboard. Прашањата кои водат до рефлексија можат да бидат особено корисни за учесниците за да ги артикулираат и истражат своите емоции поврзани со минатите искуства. Тие олеснуваат длабоко размислување. Поттикнуваат поединците да одат подлабоко од површинските мисли и да ги истражат подлабоките значења и импликации на нивните искуства, помагаат во емоционалната обработка, обезбедуваат структуриран начин за изразување на чувствата и мислите. Овозможувајќи обработка на емоциите, помагаат при согледувањата, помагаат во откривање нови перспективи и согледување за себе и сопствените искуства, ја зголемуваат самосвеста. Поттикнуваат поголема самосвест преку размислување за сопствените постапки, мисли и емоции, препорачани прашања за вежбата Storyboard, како се чувствувавте за време на секој момент од искуството што го забележавте на фотографиите. Кои емоции се наистакнати кога ќе се навратите на овие моменти, кои мисли ви се вртеа во умот за време на ова искуство, како се промениле вашите мисли за ова искуство со текот на времето, кои постапки ги преземавте за време на овие моменти. Зошто ги одбравте токму тие постапки, како вашето однесување влијаеше врз исходот на искуството, кои други луѓе беа вклучени во ова искуство и како тие влијаја врз вас. Како вашите интеракции со другите ги обликуваа вашите чувства и постапки, што научивте од ова искуство, како ова искуство придонесе за вашиот личен раст, можете ли да идентификувате позитивни аспекти или скриени придобивки од ова искуство? Како можете да го преобликувате ова искуство за да дојдете до позитивна или охрабрувачка порака, придобивки од вежбата Storyboard? Зголемување на емоционалната свест, вежбата Storyboard ви помага да ги разберете вашите емоции преку поттикнување на анализата на минатите искуства на помали моменти со кои може да се правува. Овој процес ви овозможува да ги идентификувате и истражувате емоциите поврзани со секој момент, зголемувајќи ја вашата емоционална свесност и ви дава подобро разбирање на вашите чувства. Безбедна обработка на трауматските сеќавања, со реконструирање на минато искуство и негово документирање преку фотографии, можете безбедно и контролирано да обработувате трауматски сеќавања. Оваа вежба ви овозможува да се потсетите и да ги преобликувате овие сеќавања, намалувајќи ја нивната емоционална интензивност и овозможувајќи нивно лекување, нова перспектива. Создавањето визуелна представа за вашето искуство преку Storyboard ви помага да се стекнете со нова перспектива за настанот. Ова може да биде особено моќно кога ќе вклучите други во подредувањето на вашите фотографии, бидејќи нивните интерпретации можат да обезбедат нови согледувања и алтернативни гледишта, поттикнување на креативноста. Користењето на фотографијата за раскажување на вашата приказна го поттикнува креативното изразување. Без разлика дали вклучувате пријатели за ресоздавање на искуството или користите алтернативни објекти за представување на различни елементи. Оваа вежба ве охрабрува да размислувате надвор од поставените рамки, јакнење на врските. Ако одлучите да вклучите пријатели во вежбата, тоа може да ги зајакне вашите односи и да изгради доверба. Соработувањето на Storyboardот и дискутирањето за искуството со другите поттикнува отворена комуникација и взаемна поддршка, подобрување на самосвеста. Размислувањето за процесот на создавање на Storyboardот и емоциите поврзани со секој момент од него помага за зголемување на вашата самосвест. Преку идентификувањето на состојби во вашите мисли и однесување, добивате подлабоко разбирање за себе си. Преку подлабоко разбирање на вашите чувства, вие можете подобро да се осознаете себе си како и вашите емоционални реакции. Што е клучно за личниот раст и лекување, актот на фотографирање на секој момент и фокусирање на деталите од искуството поттикнува внимателност, mindfulness. Оваа пракса ве охрабрува да бидете присутни во моментот и целосно да се поврзете со вашите емоции, што може да доведе до намалување на стресот и зголемување на емоционалната регулација. Прередувањето на вашиот Storyboard за да создадете поинаков исход од искуството ви дава моќ да ги реинтерпретирате и преобликувате вашите спомени. Оваа вежба покажува дека самиот настан не е тој што е најважен, туку како го перципираме истиот и како размислуваме за него. Со давање ново значење или перспектива на едно искуство, можете да промените како тоа ќе влијае врз сегашноста, поттикнувајќи емоционално лекување и отпорност. Вежбата
Storyboard обезбедува безбеден и структуриран начин за изразување и истражување на вашите емоции. Ова може да биде особено корисно за младите луѓе кои можеби имаат потешкоти да ги артикулираат своите чувства вербално. Визуелната и креативна природа на вежбата ја прави достапна и привлечна истата, охрабрувајќи ве да се нурнете во вашите емоции во средината која што ве поддржува. Фотографирањето и подредувањето на вашите фотографии ви овозможува да ги ослободите натрупаните емоции и да почувствувате одредено олеснување. Ова емоционално олеснување може да биде катарзично и лековито, помагајќи ви да продолжите понатаму и да се ослободите од какви било останати негативни чувства поврзани со минатото искуство. Вежба 2. Дневник на благодарност. Придобивки од благодарноста 1. Пренасочување на фокусот. Практикувањето благодарност помага да се пренасочи фокусот од негативните и трауматски искуства кон позитивните аспекти на животот. Со активно идентификување и ценење на добрите нешта во животот, поединците можат да ја намалат моќта и влијанието на негативните сеќавања. Ова когнитивно пренасочување може да ја намали интензивноста на негативните емоции поврзани со минатите трауми. 2. Подобра емоционална регулација. Благодарноста може да ја подобри емоционалната регулација преку зголемување на позитивните емоции како радост, задоволство и исполнетост. Овие позитивни емоции ги балансираат негативните емоции поврзани со траумата, што го олеснува управувањето со емоционалните реакции. Според истражувањата, позитивните емоции можат да ги прошират индивидуалните мисли и можности за акција и да изградат трајни лични ресурси, што е корисно за справување со траумата. 3. Намалување на симптомите на депресија и анксиозност. Бројни студии покажале дека практикувањето благодарност може да ги намали симптомите на депресија и анксиозност, кои често се поврзуваат со траума. Преку фокусирање на благодарноста, поединците можат да го прекинат циклусот на негативни размислувања кои ги влошуваат овие симптоми. Една студија објавена во научното списание за клиничка психологија, Journal of Clinical Psychology, покажа дека вежбите за благодарност доведуваат до значително намалување на симптомите на депресија и анксиозност. 4. Зголемување на отпорноста. Благодарноста ја зголемува отпорноста преку поттикнување позитивен начин на размислување и охрабрување на поединците да гледаат на предизвиците како можности за раст. Оваа отпорност е клучна за оние кои преживеале траума, бидејќи им помага да се адаптираат и да се опорават од негативни искуства. Според истражувањата, благодарноста може да доведе до поголема психолошка отпорност, овозможувајќи им на луѓето подобро да се справуваат со идни стресни ситуации. 5. Поттикнување на посилни социјални врски. Благодарноста ги зајакнува социјалните врски преку охрабрување на процесот на изразување благодарност и добрина. Позитивните социјални интеракции и поддршката се од суштинско значење за закрепнување од траума, бидејќи тие обезбедуваат чувство на припадност и сигурност. Чувството дека сте ценети и поддржани од другите може значително да помогне во процесот на лекување. Благодарноста и нејзините придобивки. Благодарноста е поврзана со подобри физички здравствени исходи, вклучувајќи подобрен сон, намален стрес и пониски нивоа на воспалителни процеси. Овие физички придобивки се особено важни за луѓето кои поминале низ травматични искуства, бидејќи хроничниот стрес и лошото здравје можат да го влошат влијанието на траумата. Истражување објавено во научното списание за психосоматско истражување, Journal of Psychosomatic Research, покажа дека благодарноста е поврзана со подобар квалитет на сон и пониски нивоа на хормони на стрес. Благодарноста може да им помогне на луѓето да го пронајдат значењето како и целта на своите животи и покрај травматичните искуства. Процесот на пронаоѓање на значењето е клучен аспект во закрепнувањето од траума, бидејќи им овозможува на луѓето да ги интегрираат своите искуства во поширок животен наратив на начин кој поттикнува за здравување и раст. Со фокусирање на она за што се благодарни, луѓето можат да развијат чувство на цел и насока кој ќе ја надмине нивната траума. Вклучување на благодарноста во секојдневниот живот. Практикувањето благодарност може да биде моќна алатка за заздравување од минатите трауми. Преку фокусирање на позитивните аспекти, подобрување на емоционалната регулација, намалување на симптомите на депресија и анксиозност, зајакнување на отпорноста, јакнење на социјалните врски, подобрување на физичкото здравје и поттикнување процес на создавање значење, благодарноста може да понуди повеќедимензионален пристап кон лекувањето, редовните вежби за благодарност, како што се водење дневник, изразување благодарност и размислување за позитивни искуства,
можат да им помогнат на луѓето да се движат напред по патот за заздравување. Вежба, визуелен дневник на благодарност, една фотографија дневно. Оваа вежба поттикнува учесниците да се фокусираат на позитивните аспекти на нивниот живот, особено за време на предизвикувачки периоди. Цел на вежбата. Главната цел е да се создаде навика на благодарност, охрабрувајќи ги учесниците секој ден да фотографираат нешто или некого за што се благодарни. Оваа пракса помага да се пренасочи фокусот од негативните кон позитивните аспекти на животот. Развивајќи по позитивен поглед на животот, подготовка, потребни материјали, дигитална опција, паметен телефон или фотоапарат, апликација за дневник на благодарност или едноставен фотоалбум, физички или дигитален, поможност. Специјална апликација за дневни фотопредлози, например, апликација за една фотографија дневно, забелешка, не ви е потребен софистициран софтвер или премиум апликации за водење дневник на благодарност. Можете едноставно да ја користите галеријата на вашиот паметен телефон за да направите фотографија секој ден и да напишете краток опис за она на што сте благодарни. Овој пристап е исто толку ефективен и ви овозможува да се фокусирате на позитивните моменти без дополнителни трошоци. Најважно е самото практикување на препознавање и ценење на убавите нешта во вашиот живот. Примери на апликации: 1 second every day. По 1 секунда секој ден, снимајте едносекундни видеоклипчиња секој ден и создавајте кохезивно видео за вашиот живот. 2 leap second, прескокната секунда. Фотографирајте или снимете кратки видеа секој ден и составете ги во смислено видео. 3 day one journal, еднодневно списание, сеопфатна апликација за водење дневник која поддржува фотографии, видеа и текстуални записи. 4 collect photo journal album, собирање, списание за фотографии и албум. Додавајте фотографии и забелешки секој ден, креирајќи визуелен дневник. 5 journey, diary, journal, патувањедневник, списание. Дневник со поддршка за фотографии и видеа за документирање на вашите дневни искуства, за аналогна фотографија, аналоген фотоапарат, фотоапарат со филм, ролни филм, тетрадка или физички дневник. Пристап до сервис за развивање на филм. Чекори, 1 дневно фотографирање, секој ден ќе фотографирате нешто за што сте благодарни. Тоа може да биде личност, предмет, момент или дури и аспект од природата кој ви носи радост. Ве охрабруваме да размислувате креативно и да ја пронајдете благодарноста во секојдневните моменти. Предметот на фотографијата не мора да биде грандиозен или значаен. Може да биде нешто едноставно како чаша кафе, расцутено цвеќе или љубезен гест од пријател. 2 одржување на дневник на благодарност. Дневните фотографии ќе ги собирате во визуелен дневник на благодарност. Ова може да го направите преку апликација, создавање дигитален фотоалбум или печатење на фотографиите и нивно вметнување во физички дневник. Покрај секоја фотографија, можете да напишете краток опис или размислување за тоа зошто сте благодарни за уловениот момент или предмет. Ова додава лична нота и подлабока рефлексија на вежбата. 3 опционално, споделување на искуствата. Можете да ги споделувате вашите дневни фотографии и размислувања со групата или пак на одредена платформа, например, социјални мрежи или страници за фотографии како Flickr. Ова може да создаде чувство на заедница и да инспирира други да ја пронајдат благодарноста во нивните животи. 4 користење на аналоген фотоапарат. За оние кои претпочитаат да користат аналоген фотоапарат, процесот останува сличен со неколку прилагодувања. Дневно фотографирање. Секој ден правете по една фотографија со вашиот фотоапарат со филм. Бидејќи филмот е ограничен, ова поттикнува внимателно размислување за секоја фотографија, зголемувајќи ја свесноста и намерноста, развивање на филм, откако ќе го потрошите филмот. Развијте го во локална фотолабораторија или преку услуга по пошта. Ова создава периодичен ритуал на размислување за моментите на благодарност од повеќе денови. Физички дневник. Соберете ги отпечатените фотографии во физички дневник. Напишете кратка ретроспектива или надпис за секоја фотографија, опишувајќи зошто сте благодарни за моментот кој сте го уловиле. Овој опиплив процес може да го продлабочи емоционалниот ефект на вежбата. Споделување на аналогни фотографии. Ако сакате да ги споделувате вашите аналогни фотографии, размислете за нивно дигитализирање преку скенер или апликација за скенирање на фотографии. Така, можете да учествувате во онлайн споделување и градење на заедница. Општи насоки за оваа вежба: конзистентност, фотографирајте секој ден без прескокнување.
Конзистентноста е клучна за развивање навика на благодарност, свесност, бидете свесни и присутни додека фотографирате. Оваа практика помага целосно да го цените моментот и да го пронајдете подлабокото значење на секојдневните искуства, креативност, охрабруваме на креативност кога станува збор за изборот на темите за фотографии. Благодарноста може да се најде како во големите така и мали нешта. А фотографирањето на различни теми го прави дневникот поразновиден и интересен. Пример за дневник на благодарност за една недела, ден 1, понеделник, о фотографија. Шолија кафе наутро во сончева светлина, о опис. Благодарена сум за утринското кафе кое ми помага да го започнам денот со енергија и фокус. Ден 2, вторник, фотографија. Расцутено цвеќе во градина. Опис. Благодарена сум за убавината на природата која ме потсетува на растот и обновата. Ден 3, среда, фотографија. Љубезен гест од пријател, рака што дава подарок. Опис. Благодарена сум за вниманието и дарежливоста на моите пријатели кои го разубавуваат мојот ден. Ден 4, четврток, фотографија. Прекрасно зајди сонце над океанот. Опис. Благодарен сум за мирните моменти во мојот живот. Како гледањето на зајди сонцето и чувството на смиреност. Ден 5, петок, фотографија. Удобен агол за читање со книга. Опис. Благодарен сум за удобноста на мојот агол за читање каде можам да се изгубам во приказни и да се релаксирам. Ден 6, сабота, фотографија. Семеен оброк на трпезариска маса. Опис. Благодарен сум за времето поминато со семејството, споделувајќи оброци и создавајќи спомени. Ден 7, недела, фотографија. Пешачење по живописна природна патека. Опис. Благодарен сум за можноста да уживам во прошетки на отворено, кои го освежуваат мојот ум и тело. Дневни прашања за рефлексија. Вежбата со дневник на благодарност е моќна алатка за развивање позитивен начин на размислување и подобрување на општата благосостојба. Кога истата е придружена со дневна и неделна рефлексија. Придобивките од оваа практика значително се појачуваат. Рефлексијата помага да се продлабочи влијанието на благодарноста, охрабрувајќи ги луѓето подлабоко да се ангажираат околу своите искуства и емоции. Еве како и зошто додавањето рефлексија може да донесе подобри резултати, заедно со пример прашања за максимизирање на придобивките од оваа вежба. Ден 1, понеделник. Што ве поттикна да го изберете токму овој момент или предмет за вашата фотографија за благодарност денес? Какво влијание има овој предмет или искуство врз вашиот секојдневен живот? Какви емоции чувствувате кога ја гледате оваа фотографија? Ден 2, вторник, како фотографирањето на овој момент го промени вашиот поглед на денот? Кои специфични детали од оваа фотографија ви носат најмногу радост или утеха? Како можете да внесете повеќе вакви моменти во вашето секојдневие? Ден 3, среда, размислете за љубезниот гест прикажан на фотографијата. Како ве натера истиот да се чувствувате, како љубезноста од другите влијае врз вашето расположение и поглед на животот, кои се некои начини на кои можете да покажете благодарност на личноста вклучена во оваа фотографија. Ден 4, четврток. Кои мисли или чувства се јавуваат кога гледате убаво зајди сонце? Како моментите на мир и спокој, како гледањето зајди сонце, влијаат врз вашата општа благосостојба? Како можете да создадете повеќе можности за доживување на вакви мирни моменти? Ден 5, петок, зошто вашиот агол за читање ви е важен? Што символизира тој за вас, како постоењето на личен простор за релаксација влијае врз вашето ментално здравје, кои други активности можете да ги правите во овој простор за да го подобрите вашето чувство на благосостојба? Ден 6, сабота, размислете за семејниот оброк. Што ги прави овие собири посебни за вас, како споделените оброци со најблиските придонесуваат за вашето чувство на припадност и среќа, кои нови традиции или практики можете да ги воведете за да ги направите овие моменти уште поважни? Ден 7. Недела, во што најмногу уживате во прошетките низ природата? Како тоа ве прави да се чувствувате? Како активностите на отворено влијаат врз вашето расположение и физичко здравје, кои други активности поврзани со природата можете да истражите за да го задржите ова позитивно чувство? Неделни прашања за рефлексија. 1. Општа рефлексија за благодарност, огледајќи наназад на вашата недела со фотографии за благодарност, кои заеднички теми ги забележувате, како дневното фокусирање на благодарност влијаеше врз вашето општо расположение и поглед на животот. 2. Влијание на вежбата, кои промени ги забележавте во вашиот поглед или однесување од кога го започнавте овој дневник на благодарност, како оваа вежба ви помогна да ги препознаете позитивните аспекти на вашиот живот. 3.
Предизвици и согледувања. Имаше ли денови кога беше тешко да најдете нешто за што сте благодарни? Како го надминавте тој предизвик? Кои нови согледувања за себе или за вашата околина ги добивте преку оваа вежба? 4. Идни намери. Како планирате да продолжите со практикување благодарност во вашиот секојдневен живот? Кои нови навики или практики можете да ги усвоите за да одржите позитивен и благодарен начин на размислување? 5. Споделување на благодарност. Како споделувањето на вашите фотографии и вашите размислувања за благодарноста со други личности го обликуваше вашето искуство? Како можете да ги охрабрите другите да ви се придружат во оваа практика на благодарност? Придобивки од вежбата со дневник на благодарност. Практикувањето на благодарност ви помага да го префрлите фокусот од негативните трауматски искуства кон позитивните аспекти на вашиот живот. Со активно идентификување и вреднување на добрите работи во вашиот секојдневен живот, ја намалувате моќта и влијанието на негативните спомени. Оваа когнитивна промена значително може да ја намали интензивноста на негативните емоции поврзани со минатите трауми, дозволувајќи ви да го видите посветлиот дел од животот и да почнете да негувате по-оптимистичен поглед кон истиот. Благодарноста има силен ефект врз емоционалната регулација преку зголемување на позитивните емоции како радост, задоволство и исполнетост. Овие позитивни емоции ги неутрализираат негативните чувства често поврзани со траума, олеснувајќи го управувањето на вашите емоционални реакции. Истражувањата покажуваат дека позитивните емоции можат да го прошират вашиот репертоар на мисли и активности и да пронајдат трајни лични ресурси, што е од суштинско значење за справување со траумата. Благодарноста ја зајакнува отпорноста преку поттикнување позитивен начин на размислување и охрабрување да гледате на предизвиците како можности за раст. Оваа отпорност е клучна за оние кои преживеале траума, бидејќи помага личноста поефикасно да се прилагоди и да се опорави од непријатните искуства. Според истражувањата, благодарноста може да доведе до поголема психолошка отпорност, овозможувајќи ви подобро да се справите со идните стресови и да се опоравите од непријатните искуства. Практикувањето благодарност. Практикувањето благодарност поттикнува посилни социјални врски преку изразување на признание и љубезност. Позитивните социјални интеракции и поддршката се од витално значење за опоравување од траума, бидејќи обезбедуваат чувство на припадност и безбедност. Чувството дека сте ценети и поддржани од другите значително може да помогне во процесот на заздравување, бидејќи овие врски создаваат мрежа на емоционална и практична поддршка. Благодарноста е поврзана со подобри физички здравствени резултати, вклучувајќи подобар сон, намален стрес и пониски нивоа на воспалителни процеси. Овие физички придобивки се особено важни за оние кои претрпеле траума, бидејќи хроничниот стрес и лошото здравје можат дополнително да го влошат влијанието на траумата. Например, истражување објавено во научно списание за психосоматко истражување, Journal of Psychosomatic Research, покажа дека благодарноста е поврзана со подобар квалитет на сон и пониски нивоа на хормоните на стрес. Благодарноста ви помага да пронајдете смисла и цел во животот и покрај вашите трауматски искуства. Овој процес на создавање смисла е клучен аспект на опоравувањето од траума, бидејќи ви овозможува да ги интегрирате вашите искуства во поширокиот животен наратив што промовира заздравување и раст. Фокусирајќи се на она за што сте благодарни, можете да развиете чувство за цел и насока што ќе ја надмине вашата траума. Овозможувајќи ви позитивен поглед кон иднината, вклучувањето во вежбата дневник на благодарност, каде што секој ден ќе забележувате и размислувате за моменти на благодарност, може да обезбеди повеќеслоен пристап кон заздравување од траумата. Преку пренасочување на фокусот кон позитивните аспекти на животот, подобрување на емоционалната регулација, намалување на симптомите на депресија и анксиозност, зајакнување на отпорноста, јакнење на социјалните врски, подобрување на физичкото здравје, поттикнување и добивање смисла, благодарноста може значително да ја поддржи вашата емоционална благосостојба.